Наша ТВ е единствена телевизија во нашата држава која ја негува и афирмира спортската традиција. Низ емисијата посветена на македонските спортски легенди, досега продефилираа повеќе од 120 имиња. Се подсетуваме на легендарните охридски маратонци, братот и сестрата Дики и Атина Бојаджи. Битно е мотивацијата да човек во себе има една духовна сила, верба дека мора да успее. Покрај незаборавните Видиничи и Симоновски, со гордост ги споменуваме имињата на врвните фудбалски мајстори Методија Спасовски и Дарко Панчев. Вториот во една сезона беше и прв европски стрелец и носител на златната копачка. Не почнувавме да тренираме, како што е денеска од 8, 9, 10 годинки, го надокнадувавме на улица и во спортските игралишта кои ни беа на дофат во тој период. Боксерот Аце Русевски беше првиот македонец со олимписки медал во поединечните спортови. Тој стана и европски првак. На истата олимпијада во Монтреал во 1976 година, кошаркарот Благоја Ѓеоргиевски се закити со сребрен медал. И се деси да ја попадна дриблинзи и постигнам 9 значајни коша. Ние победивме во продолжението. Мислам дека јас скоро да ги постигнав сите коши во продолжението. Постапките на Русевски тргна уште еден кумановчанец, Реđe Преđеповски. Тој на олимпискиот турнир во Лос Анџелес стигна до финалето и го освои сребрениот медал. Борачите се со најмногу олимписки медали, 4. Од сите највредна е она на Шабан Трстена со златен сјај на Олимпијадата во Лос Анџелес во 1984. Добро, на крај заврши добро, пак ја бев прогласен спортист на Југославија. Тој има и сребрен олимписки медал, а Шабан се идију 2 олимписки бронзи, 2 светски сребра и 2 европски злата. Могамед Ибрагимов пак е единствениот наш спортист со олимписки медал, бронзен, освоен по самостојувањето на нашата држава. 24-23 секунди. Тимс ја изби топката, Мујановиќ, Накиć, Арбутина. Сега треба да се сочуваат нервите, мирно да се изведе овој напад. 12 секунди, Арбутина, Вангеловска, Дорник, Арбутина, повторно Арбутина и поени на Арбутина и крај на мечот, крај на средбата, победа на Југославија, 57-56, победува Југославија. Југославија за прв пат во финалето на женскиот олимписки кошаркарски турнир овде во Чамшил гимназиумот во Сеул. Стојна Вангеловска како капитен на кошаркарската репрезентација на Југославија на Олимпијадата во Сеул го освои сребрениот медал. Владимир Богоевски беше капитен на југословенската одбојкарска репрезентација со која освои 2 бронзени медала од европските првенства. Тој беше учесник и на Олимпијадата во Москва заедно со Тасевски Србиновски, а со Вардар стигна до шампионската титула и европскиот Final Four. И кога дошле кај председателот на Реал Мадрид и му вика, кажи ми, вика, за Реал Мадрид, вика, не може да биде втор, вика, кажи ми кои играчи да ги донесам, вика, за да бидеме пак први. Он му вика, не треба да играчи да донесеш, вика, само ќе ми го донесеш и му напишал, вика, Владимир Богоевски. Првата поголема ракометна звезда беше Пепи Манасков. Тој во последните 2 децении од минатиот век беше репрезентативец на Југославија, а се најде и во првиот состав на Македонија, кој учествуваше на европското и светското првенство. Почна во основното училиште Кирил и Методи во Велес. Беше традиција Велес каде што секоја школа имаше на некој начин свој спорт. Во мојата школа се протежираше повеќе ракомет, во останатите училишта фудбал, кошарка. Така да, како што кажав, Кирил и Методи беше познато ракометно училиште. Тоа беа почетоци кои го најавија доаѓањето на изворедната генерација, предводена од Кире Лазаров. Македонија во Индира Кастратовиќ ја имаше најефикасната ракометарка на светското првенство во Германија. Таа беше столб на репрезентацијата, но и во кометал Ѓорче Петров, со кој во 2002 година стигна и до европската клубска титула. Кога влеговме во сала, луѓето беа едни на други, не се гледаше ништо. Не знам, тоа чувство е нешто што
би сакала секој спортиста кој се труди, кој се бори, кој работи на себе да го осети. Тоа се дел од нашите спортски асови, ги има уште многу, а сите тие се дел и од програмата на наша ТВ.